МВР и обвинителство вршат истрага за државната лотарија, за криминалот кој што се случувал во државната лотарија. Разбиена е криминална терористичка група во државава. Ова се дел од најважните вести кои што во моментов ни се случуваат овде. Ќе ги опфатиме во неколку минути како клучни и значајни за нашите гледачи. Ќе посакам добро утро за нашиот колега. Добро утро. Овие денови нели прекупирани сме со полициските акции кои што се презимаат во повеќе градови во Македонија. Да дополна само, разбиена е и уште една друга криминална група, едната во Рачиново, другата во Велес, луѓе кои што нели од полицијата тврдат дека се расветлени неколку убиства, кражби, палења, изнуди и така натака, што секако нели доколку се до тоа се процесуира како што треба, ќе ја подигне општата безбедност на повисоко ниво. Тоа што е најинтересно за нас е нели она веќе можеме да го окарактеризираме како бегство на Артан Груби, кој само ден пред да биде извршен претрес во неговиот стан и да биде поднесена кривична пријава, тој ја напушта Македонија, тоа на еден многу интересен начин. Вчера откри премиерот Христијан Мицкоски во на интервју што одеше во живо дека тој бил пренесен со дипломатско возило на почесниот конзул на Косово во Македонија Арсим Папранику, ако добро го изговорив. Тоа е значи човекот е релативно познат, се спомнува како газда на Нептун, како косопственик на Изгейт молот во близина на центарот на Скопје и кој во пред неколку години дури бил прогласен и за маш на годината во Македонија. Значи една колоритна личност од бизнис заедницата, којете го искористил своето возило со дипломатски таблици да го пренесе поранешниот вице-премиер преку граница. Иако во тој момент нема кривична пријава против Артан Груби, не знам што би се случило доколку тој сам пробал да ја премине границата со сопствено возило или со службено возило. Не знам дали во тој момент би бил спречен, но очигледно е дека и Артан Груби е само уште еден во низата на осомничени политичари, бизнисмени, луѓе со влијание, кои што ја напуштаат земјата пред да бидат уапсени. Инаку во меѓувреме обвинителството побара притвор за Артан Груби, кој не е достапен за полицијата, а не е достапен за полицијата и за кого исто така се бара притвор е Парперим Бајрами, кој беше директор на државна лотарија, и некое сродство, ако не се лажам, со Артан Груби. Во секој случај двајцата се нели членови на Демократската унија за интеграција и беа дел од поранешната влада. Така, значи тоа е оно што се однесува до Груби. Груби се уште е недостапен за полицијата. Тој рече само дека ќе се врати, ама што не верувам дека тоа ќе се случи. Да, тој дури и беше сигурен, дури рече да не се шпекулира околу неговото заменување од државата. Беше сигурен во тоа, но со оглед на ова што го зборуваат од МВР и премиерот, некако поинаку оди текот на настаните. Да не шпекулираме сега, можеби навистина ќе се врати, можеби навистина има некоја работа во Косово, иако има некои информации кои велат дека тој е веќе во Албанија, во Тирана, не е ниту во Косово. Не знам, значи ќе оставиме тоа нели да видиме што ќе се случува. Ние да се оградиме, ние само ги анализираме оние информации кои што ги слушнавме. Мора да кажеме дека тој е осомничен, не е осуден, значи исто така има право на своја одбрана, има право на ова, дури слушнав и дека негов адвокат ангажиран веќе е во контакти со судот и со обвинителството и со полицијата, што значи дека сепак постои некаква постапка во целата работа. И да не забораваме дека кривична пријава, што исто така многу битно, е поднесени против поранешен премиер, кој исто така за
во врска со државната лотарија. Така. Се шпекулира дека е тоа Димитар Ковачевски, значи последниот премиер од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе видиме и дали ќе има претрес во неговиот дом, дали и тој ќе биде нели третиран како што беа третирани и овие двајца кои што нели полицијата влезе во нивните домови и бараше докази. Инаку само да потсетам, тоа што Артем Груби беше ставен на црната листа на американскиот Стејт департмент се однесуваше за друг случај, Така. не за овој. Така. Ова е истрага нели која што веројатно подолго време е подготвувана и се гледаме нели незината реализација. Веќе е поднесена кривична пrijава, тоа не се прави за еден ден, тоа сигурно подготовката била можеби повеќе од месец дена. И сега останува таа жал, ќе повторам уште една, што голем број на луѓе нели успеваат да дознаат пред време дека им се спрема можеби апсење, можеби некаков претрес, ја напуштаат државата, очигледно дека во органите на прогонот или во обвинителството постојат луѓе кои што се во постојан дослуг со луѓето од организираниот криминал, луѓето од политиката, луѓето од мафијата и тие информации протекуваат. Тука би морало многу поревносно во иднина да се работи. Во вчерашното интервју на Мицкоски, она што мене ми остави впечаток е тоа што тој не кажа имиња, но кажа дека јавноста ќе допрва ќе дознае други функционери кои што биле внешани во... Да. Видите, ова сум го кажал неколку пати и е повторено и од голем број на други новинари и аналитичари и политиколози. Значи, во пресрет на последните избори, како никогаш предходно, во историјата на демократска и суверена Македонија не било на оние анкети на граѓаните што им е најбитно. Никогаш предходно не било борбата со криминалот и корупцијата. Значи никогаш. Сега е тоа значи најголемиот број на граѓани тоа смета за најбитно. Побитно дури и од економијата. А да кажеме евроинтеграциите се на 7-мо место. Значи голема е разликата, нели? Сега кога сте вие влада која дошлала на власт со гласовите на луѓето кои биле на таков начин расположени, нормално е да ставите борбата со корупцијата и организираниот криминал на прво место, бидејќи на тој начин вие ќе ја оправдате на најдобар начин довербата која што на вас граѓаните ви дале. И воопшто не треба да се изненадуваме што оваа влада влегува во една ваква битка со, да кажеме, со корупцијата и со криминалот и дека допрва ќе следуваат голем број на акции за кои што ќе кажам се е тоа во ред. Јас многу поддржам се до тоа, но би било фино и нели некој да не избега преку граница, туку да биде и нели навистина да остане тука. Па да остане, да не дознае дека му се спремнува аспи, иако тоа многу тешко, претпоставам, бидејќи нели особено со политичарите, бидејќи сите ти имаат оставено некои своји луѓе во поразни министерства и така натака, и дека е многу тешко да тоа да се направи. Тој се случуваше на минатата влада, тој се случува и на оваа влада. Ќе видиме што ќе се случи. Јас не би давал никакви непотребни прогнози за кој се ќе биде апсен, но очигледно е дека ќе има многу апсења. Да, очигледно е ќе имаме и ние многу работа за известување. Тука сме за нашите гледачи. Благодарам Срѓан што јутринава беше заедно со нас. Да, почитувани. Тука сме за вас да ве информираме навремено, точно, прецизно, проверено за се што е важно. Тука сме да ве информираме и за оние светски случувања. Меѓународната анализа следува на Слободен печат. Бидете тука.